Денеска се изврши ексхумација на починатата родилка 33 годишната Љулјета Алиу од долненското село Црнилиште, која почина на 10 јануари околу 4 часот утрината, а се породила половина час после полноќ. Според неофицијалните информации со кои што располагаме, после породувањето започнува обилно крварење кај Алиу. Лекарите се обидувале на секаков може начин да го стопираат крварењето, но таа починува. Денеска, една недела потоа, телото беше ексхумирано и врз него беше направена обдукција од страна на вешти лица од судска медицина од Скопје. Таткото на починатата родилка вели дека тие само сакаат да откријат од што точно починала нивната ќерка. И нејасно им било зошто никој не побарал обдукција од нив претходно. Како е дојдено ова, не ни кажа ништо. Треба да знаеме како е дојдено, зошто е дојдено, од кого е дојдено, грешка, не грешка, ништо не знаеме, од што е дојдено до ова работа. И многу ме чуди зошто да дојди обдукцијата да се изврши после 7 дена. А кога почина ќерката, не ви рекоа дека е потребна обдукција? Во 3 сатот е починато, кога добивме телефонски разговор од зет ми. А на вашиот зет не му рекле да се направи обдукција? Сите, ништо, само така е привземено. Само е така земено телото. Да. Од Прилепската болница денеска не сакаа ништо да коментираат за овој случај, а додека од јавното обвинителство истакнаа дека делувале под опрен глас и дека за да не се креваат тензии ке местното население во селото Црнилиште и телото на починатата родилка да се носи во Прилеп, се создали услови за обдукција на самите гробишта во селото, каде истата денеска и била извршена. Сега ќе се чекале резултатите од судска медицина за да се знае точно дали ќе има некаква постапка. Директорот пак на судска медицина Александар Станков телефонски ни изјави дека после обдукцијата, која се вршила по барање на јавното обвинителство од Прилеп, се надева дека ќе имаат доволно податоци за да се утврди точната причина за смртта на родилката. Иако телото е погребано веќе една недела. Ќе се направили и други дополнителни испитувања и дека најдоцна за 1 месец се очекува да имаат резултат од испитувањата.